Една покана за прво отделенче отвори болна мистерија. Каде е 6-годишната Ана Симовска од Делчевското село од Чипала? Таа е жива според државата, а родителите го знаат само тоа што им го кажале лекарите, дека Ана починала поради срцева мана во болницата во Штип, каде била испратена од Делчевскиот педијатар неколку часа по раѓањето. Не стигна покана за училиште да го праќаме детето кое го немаме. Пред 6 години се случи, се роди во Делчево и го однесоа за Штип, демек болно бил. А бременоста беше се нормална, се окей беше, однесеа го за Штип, оттаму се јавија дека е мртво. После другиот ден одиеме и таму рекоа дека се испратили по шофер. Што се испратили по шофер? Па по смртницата. Дојдеме тука, нема у амбуланта по смртница, нема у матичното, нема никаде. И тога му извадиеме извод на... Да биде мистеријата поголема, на 6 мај оваа година родителите извадиле и уверение за државјанство и извод од матичната книга на родените на несреќната Ана. Па сето тоа ги храни сомневањата дека малата Ана, која била трето дете во семејството, е жива. Мислам дека е живо некаде. Барем да ни кажат, ако е живо да знаеме, ако е мртво да имаме документи, нешто. Да знаеме дали е живо или мртво. А ние немаме никакви документи, ништо немаме. И децата са, големите са целите у стрес. Од понеделнико веќе цела недела тие се под стрес. Поканат кога е стигнала у школата, викали се Бојана, давали се на неа и она милата е заплачала таму, почнала да плаче. Јована дома од школа кога си дојдеа, нон-стоп плаче. Родителите на Ана очекуваат полицијата да влезе во трага на нивното дете и да открие дали драмата што ја преживува ова семејство е резултат на административна грешка или нивната рожба е жртва на трговија со деца. Од СВР Штип информираат дека случајот е пријавен во полиција и во соработка со јавниот обвинител се преземаат мерки за негово расветлување.